Во Македонија, општините и министерствата потрошиле повеќе од 2 милиони евра на адвокатски услуги во текот на минатата година, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации. Анализата открива дека општините користеле различни критериуми за избор на адвокати, како што се угледот, искуството, достапноста и препораките. Најголемите трошоци за адвокатски услуги ги има град Скопје, со исплатени околу 214.000 евра, додека Министерството за финансии е најголемиот потрошувач меѓу министерствата, со потрошени околу 834.000 евра. Следат Министерствата за правда и труд. Вкупно 417 адвокати добиле плаќање од локалните самоуправи, додека министерствата исплатиле нешто повеќе од 500 адвокати. Некои општини, како Босилово, Валандово, Делчево и други, не користеле адвокатски услуги и не исплатиле адвокати. Министерот за дигитална трансформација, Стефан Андоновски, истакна дека безбедноста на TikTok е пониска во споредба со другите социјални мрежи, што овозможува споделување на насилни видеа. Тој предупреди дека забраната на апликации, како TikTok, може да биде штетна за демократијата и прогресивните вредности на ЕУ, бидејќи вакви предизвици може да се појават и на други мрежи. Андоновски посочи дека проблемот лежи во слабоста во воспитувањето на младите, а решението треба да се бара во работата со родителите и училиштата. Тој додаде дека внимателно се следи ситуацијата со TikTok и ќе се постапува како и во другите земји на ЕУ. Поради случаите на малолетници кои се повредиле со опасниот предизвик Супермен, министерот најави формирање на Центар за побезбеден интернет за деца, кој ќе има платформа за пријавување на случаи на насилство и ќе им обезбеди ресурси на жртвите. Овој центар ќе работи со универзитетите, невладините организации и училиштата, со цел да се помогне на родителите и децата во заштита од опасности на интернет. Минатата недела, 11 малолетници завршија во болница поради повреди стекнати при изведување на предизвикот Супермен, каде што се обидувале да летаат, но се повредиле. Унгарскиот телекомуникацијски оператор 4iG следната недела ќе ја поднесе апликацијата за влез на македонскиот пазар, со планови за амбициозна инвестиција од 100 милиони евра. Компанијата ќе започне со гринфилд инвестиција, самостојно градејќи инфраструктура и соработувајќи со европски добавувачи. Очекувањата за Македонија се позитивни, со поволна политичка средина и добра инфраструктура. Инвестицијата е дел од стратегијата за проширување на успешниот бизнис во Црна Гора и Албанија, каде компанијата веќе е лидер. Влезот на 4iG треба да донесе поголема конкуренција, подобри и поевтини услуги за корисниците во Македонија. Случајот со фрлањето на новороденче во Ниш е трагичен и потресен пример за сериозни социјални и етички проблеми, кои може да се случат и во Македонија. Во контекст на нашето општество, овој инцидент истакнува потреба од подобрена поддршка за мајките, особено оние кои се во тешка ситуација и можат да бидат под голем психолошки и социјален стрес. Македонија има потреба од засилени програми за помош на мајките, особено младите и ранливите, како и поголемо внимание на воспитните и социјални аспекти на заедницата. Додека здравствените и социјалните служби во земјата прават напори да се подобрат, ваквите случаи откриваат и недостатоци во поддршката на родителите, што бара континуирани реформи во социјалната сфера. Доналд Трамп изјави дека ќе разговара со Роберт Кенеди Џуниор, предложениот министер за здравство, за можноста за укинување на програмите за вакцинирање деца. Трамп истакна дека стапката на аутизам е многу висока и дека некои вакцини можеби го предизвикуваат. Иако нема директно да се откажат вакцините, Трамп најави дека ќе се размислува дали тие се безбедни и имаат корист. Роберт Кенеди Џуниор, кој веќе долго време изразува сомнежи во безбедноста на вакцините, ќе има големо влијание во одлуките за ова прашање. Во Македонија, вакцините се основна превенција за заштита на децата од сериозни заболувања, но постојат и контроверзи и дезинформации во врска со нивната безбедност. Во услови на глобален пораст на антивакцински настроенија, Македонија мора да се фокусира на образованието и информирањето на јавноста, посебно на родителите, за значењето на вакцините и научните докази што ја потврдуваат нивната безбедност и ефикасност. Македонија треба да се осигури дека политичките лидери и јавните личности нема да шират недокажани тврдења кои можат да доведат до загрозување на здравието на децата. Акциите на компанијата Alphabet, матичната компанија на Google, пораснаа за околу 5% откако Google го представи својот нов квантен чип наречен Willow. Овој чип успеал да реши пресметки кои на класичен компјутер би траеле многу повеќе од историјата на универзумот за само 5 минути. Квантните компјутери работат преку кубити, кои дозволуваат паралелна обработка на големи количини податоци. Меѓутоа, кубитите се нестабилни и склони на грешки. Willow, според Google, го надминува овој проблем со поврзување на кубитите на начин што ја намалува стапката на грешки, како и со можноста за корекција на грешките во реално време. Иако нема практични апликации во овој момент, Willow има потенцијал за значајни напреди во науката, медицината и финансиите. Аналитичарите сметаат дека ова откритие ќе донесе експоненцијален напредок во различни индустрии.
Откако акциите на Алфабет се зголемиле за 25% од април, со што компанијата е позиционирана како лидер во квантното пресметување, што ја прави конкурентно на Microsoft и други компании кои исто така работат на квантни компјутери. Во пресрет на новогодишните празници, ви представуваме неколку комични незгоди кои сигурно ќе ве насмеат. Особено внимание заслужува едно старо видео, кој ќе ве насмее со својата забавна ситуација, создавајќи весела атмосфера во празничниот период. Овие моменти на неочекувани случки носат позитивна енергија и допринесуваат за смеа и радост во текот на празниците. We got into a trip to take and then we got upset.